Да, можеме да почнеме? Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, најнапред дозволете ми на сите граѓани на Република Северна Македонија да им честитам за денешниот изборен ден, кој што мирна, во една мирна и фер атмосфера, како што впрочем и доликува на секоја демократска и слободна земја. Искористувајќи го слободно и непречено своето загарантирано право на глас, граѓаните уште еднаш ја демонстрираа својата зрелост и одговорност да одлучуваат за иднината на својата земја. Од досега пријавените случаи, МВР нема регистрирано посериозни нарушувања на изборниот процес и на јавниот ред и мир во текот на гласањето. До 19 часот се бележи вкупно намалување на бројот на пријавени настани, и тоа за 40% во споредба со изборите во јули 2020 година. Така годинава се пријавени 91 настан, за разлика од претходните избори кога беа пријавени 151 настан. Во текот на денешниот ден, досега беа пријавени 42 случаи на агитирање, како најчеста појава овој изборен ден, од кои 7 се отфрлени како неосновани, а по останатите се постапува. Но и во овој сегмент повторно бележиме намалување од околу 40%, за разлика од 75 пријавени случаи на агитирање на минатогодишните избори. Потоа евидентирани се 13 пријави за изборен подкуп, од кои 5 се отфрлени како неосновани, 7 за упатување закани или вознемирување на гласачи, 6 случаи на фотографирање на гласачко ливче, 3 за излепен пропаганден материјал, по 2 настани за нарушување на јавен ред и мир, за снимање на просторија на гласачките места, за фотографирање на гласачи, 2 за уништување на гласачки материјал и по 1 за фрлени гласачки ливчиња. Гласање од страна на ковид позитивно лице, попречување на гласање, како и една кривична пријава за настан случен за време на изборниот молк. Ова се покарактеристичните настани во текот на овој изборен ден кој што се досега пријавени. Најголемиот број пријавени настани се подрачјето на СВР Скопје 22, СВР Штип 19, СВР Куманово 16, СВР Битола 14, СВР Тетово 8, СВР Велес 5, СВР Охрид 3, СВР Струмица 3 и едно известување од секторот за компјутерски криминал, а се однесува за подрачјето на СВР Скопје. Пријавени се 7 случаи во кои се инволвирани полициски службеници, од кои 6 се проверени и од нив само 2 се основани, а се во врска со агитирање при вршење на службени дејствија, а еден е во фаза на расчистување. Во оваа прилика би сакал да се заблагодарам на сите припадници на Министерството за внатрешни работи, кои што во текот на целиот изборен процес, но и денеска, на самиот ден на изборите, одговорно ги извршија своите работни задачи и овозможија целиот процес да се спроведе мирно и безбедно и согласно сите законски прописи. Би сакал да упатам посебна благодарност до сите граѓани, кои беа партнери на македонската полиција и сериозно ја сватија нашата заедничка цел – законитоста, редот и безбедноста, затоа што заеднички придонесуваме за фер и демократски изборен процес. Благодарение на нивното навремено пријавување во Министерството за внатрешни работи, полицијата можеше веднаш и соодветно да одговори на пријавените незаконски активности во врска со изборниот процес, евентуално и нарушување на избирачкото право или нарушување на јавниот ред и мир, со цел да се спречат сите злоупотреби на ова уставно загарантирано право. Значи, можам со задоволство да констатирам дека имавме изборен ден со незначителен број на неправилности, без сериозно нарушување на јавниот ред и мир. Уште еднаш им честитам на граѓаните и на институциите на одлично спроведениот први изборен круг на локалните избори, како што впрочем доликува на една демократска земја, која што има намера, тенденција да влезе во европското семејство. Ви благодарам на вниманието.